А секогаш во петок имаме и најчесто доктори кои што ни кажуваат колку е важно да се грижиме за нашето здравје, бидејќи без здравјето не може ништо да постигнеме од она што го планираме. Затоа денес прв гостин во студиото со Слободанка е доктор Мартин Магденовски, доктор по општа медицина во Аџибадем Систина. Добро утро. Добро утро. Оливера, да. Ке зборуваме на интересна тема, колку е важно секоја секунда да се да се открие нели некоја ургентна состојба и како да си помогнеме и да им помогнеме на оние ако се најдеме во ситуација луѓе на кои им треба помош. Токму така, ти благодарам за убавата најава и да ги поздравиме ве уште еднаш нашите гледачи. И сигурна сум дека ќе го задржиме вашето внимание со оглед на тоа дека ќе зборуваме токму за она за што нас ни е многу важно на сите. Првата превенција, први симптоми, но ќе зборуваме и за повредите, како се дава прва помош, со оглед на тоа дека денешен наш гостин, како што најави и мојата колешка, доктор Мартин Магденовски, доктор по општа медицина во Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Се надевам дека пријатно е чувството кај нас. Пријатно, апсолутно. Така, со оглед на тоа дека сме прв пат, така? Да, прв пат. Ќе зборуваме за тоа кога секоја минута е многу важна, така и нашиот наслов, препознавање на најчестите ургентни состојби. Ајде малку прво за тебе, со оглед на тоа дека си млад доктор, имаме искуство, меѓутоа сепак стекнато и во праксата, меѓутоа сега сме и еве дел од тимот на Систина во ургентниот центар, така да познавањето токму за она за што ние се случува нели во животот, така да и секоја минута е важна, меѓутоа вие сте тука да дадете прва помош. Зошто се одлучивме токму за оваа професија? Па не знам, тоа беше мој сон од уште од мал. Мислам дека мајка ми е всали таа желба, мајка ми медицинска сестра. Работи во здравство. Покрај неа се заљубив, може да кажам, во здравството. Хумани луѓе. Браво. Почнав да развивам таа желба уште како мал, тежнев кон таа цел. За да се помогне на луѓето во првите минути. Ајде сега ќе зборуваме токму за тоа, за причините, кога пациентите, кои причини ги има повеќе, меѓутоа кои се оние најчестите поради кои доаѓаат пациентите во ургентниот центар? Па вака, ургентниот центар прима доста диагнози, односно голем број на пациенти. Би ги поделил во две големи групи. Едната група е пациенти кои што се свесни, контактибилни, доаѓаат свесно во ургентниот центар. Од нив може да се добие податок за која причина доаѓаат, односно може да се добие анамнезата. Главна причина за која што мислам доаѓаат најчесто е болка. Таа болка може да биде болка во граден кош, болка во абдомен, мускулоскелетна болка. На второ место би ги ставил повредите, траумата, припад, удар, скршеница, посекотини. И на трето место се влушување на некои хронични болести. Кардиоваскуларните болести, пулмонални болести, алергиски реакции и така натаму. Така на голема група на пациенти кои што се свесни, контактибилни, може да кажат што е проблемот за кој што доаѓаат во ургентниот центар и поради која причина бараат помош. Можете да интервенирате при една друга група на ургентни пациенти се оние кои што не се свесни, се донесени со итна медицинска помош или од своите најблиски на кои што ми е потребна итна помош веднаш. Тоа е таа група на пациенти кои што имаат екстремно влошена состојба и треба да се веднаш да се пристапи кон пациентот на кардиопулмонална реанимација, веднаш пациентот да се внесе во сала за реанимација со цел да се обезбеди соодветна помош за пациентот да остане во живот. Во живот, да. Затоа велиме дека нели секоја минута токму кога нешто вакво доаѓа, како што и претходно кажав, никој не знаеме во животот и денот што не носи, но секако ние да се надеваме само на убавото, меѓутоа еве се случуваат скршеници, се случуваат повреди на разноразни начини сообраќајки, па можеме дури и пеш кога одиме да не дај Боже да не се случи нешто, сигурно дека вие тоа најубаво и најдобро го знаете од сите можни
пациенти кои што сте досега поминале, но тука сте затоа за да дадете прва помош. Хајде малку да позборуваме за симптомите на најчестите, предпоставувам дека ќе ме поправите ако не е така, срцевиот удар и мозочниот удар. Секако. Понудам со некоја како наш пиење гостин кафе, да. прв пат ни е дојден. Ви благодарам. Водичка мислам дека моментално е доволно. Ви благодарам. Вака како доктор, како медицинско лице, како го започнуваме утрото со кафенце, Со кафенце, да. По дома. По дома, кафенце и потоа излегувам. А дали е штетно кафето наутро, ете за срцето или за циркулацијата е стимулативно? Да, добро е. Секако кафето во умерени дози е добро и здраво правиме да се ние, пие. да. Да, во умерени дози. Не би го препорачал на гладно, затоа што штети на желудникот. Еден поручек, па потоа да се пристапи кон кафе. Так. Убави совети да се наврати. Благодарам Оливера да убаво се сети со оглед на тоа дека ни е прв пат гостин, меѓутоа еве со водичка, затоа што кажавме дека веќе кафето е испиено. Да, има многу испитувања околу кафињата кога сме веќе на таа тема, некои вела дека штетно, меѓутоа убаво кажавте на гладно само може рака да се случи нешто околу желудникот и преработката на кафето, затоа што сепак има состојки кои што треба да внимаваме на гладно да не ги внесуваме. Како и да е. Ајде сега да се навратиме на почестите срцев удар и мозочен удар. Симптомите кои се за срцевиот удар прво? Срцевиот удар е доста честа диагноза кај нас, затоа што имаме една популација која што е оптеретена со кардиоваскуларни заболувања. Најчеста клиничка презентација на срцевиот удар е на гранна болка. Таа гранна болка е континуирана и трае. Вообичаено настанува од некоја физичка активност, некој емоционален стрес кој ќе побуди таа болка, но не мора да значи дека мора по тој пат да се движи. Гранна болка која што е интензивна, не се смирува. Често пациентите опишуваат како тежок притисок врз градниот кој што стискање, да. Знаат да кажат како некој да ми седи на кош. Да. Тежина. Оттежнато дишење на препотеност. Болката се шири често по рака, лева, десна, кон грб и еден нагон за повраќање. Тие се најчести клинички симптоми. Тие се оние првите симптоми. Оние први симптоми на миокардниот инфаркт, односно на срцева искемија кои што се презентира и ги имаме. Ние сме како доктори сме особено внимателни кај секој пациент кој што ќе дојде со гранна болка и упатуваме често апел да било која гранна болка имаме, не мора да значи дека таа е од кардиолошка потекла, да се јавиме навреме. Веднаш да се јави во не можеме да знаеме, ние можеме само да предпоставуваме доколку доктор, стручно лице, нели не го изврши тој преглед за кој што сме дојдени, затоа што сепак стегањето во градите, па се случува и после грипот. Најчесто исто предизвикува такви симптоми, но зошто да не си бидеме ние на чисто и мирни, така? Да. За да дојдеме на преглед. Апсолутно. Кажавме да за срцевиот удар, меѓутоа не треба, значи овие симптоми кои што ги наброивме воопшто не треба да се избегнуваат. Да. Веднаш треба да се поиде на доктор, како што кажавме кои се. Спречуваме, така? Ако дојдеме на време, дали се спречува сега какви видови зависно нели на срцов удар? Да. Кај срцевиот удар правилото е рана диагноза со цел да се спаси мускулно ткиво, со цел да после тој момент пациентот има нормален животен тек без ограничување на во секојдневието. Има едно правило, а тоа е времето е мускул, односно колку побрзо се дојде во диагноза, колку побрзо се влезе во ангиосала. Тоа значи дека треба редовни контроли? Апсолутно, редовни контроли. И кога не ни е ништо? И кога не ни е ништо. Тоа е една од честите грешки кои што пациентите ги прават, а тоа е занемарување на своите симптоми до моментот кога е касно и кога доаѓаат во итни, ургентни состојби, каде што, како што кажав, на втора група на пациенти, каде што треба да се веднаш да се започне со кардиопулмонална реанимација со цел да не го изгубиме самиот пациент. За да се даде првата помош. Апсолутно. Тука сте вие хуманите доктори, да, кои што сте на првата борбена, да кажам, линија, затоа што вие давате првата помош на пациентите на кои што во тој момент им е најпотребна и вие сте им светлоста во очите. Она што ќе зборуваме сега и за мозочните удари. Зошто се случуваат, прво да прашам? Од која причина најмногу?
најчесто се случуваат поради практично обструкција на крвниот трек. Е една комплексна етиологија во која што влегуваат кардиоваскуларни заплувања, висок притисок, високи масти, кој што длабока венска тромбоза, каде што доаѓа до откочување на некој тромб од телото поради, како што реков, високиот притисок, што води до обструкција на крвниот сад. Тоа е за онаа група на заболувања, односно цереброваскуларните инсултити. Има две групи, едната е исхемичниот удар, односно како тој онај удар кој што е познат во населението како мозочен удар, односно церебрална инфарктација. Исто така важна диагноза од временски аспект, затоа што имаме временска рамка каде што може да се пристапи на пациентот да се спаси тоа мозочно ткиво. Да, има многу пациенти кои што се спасени од мозочен удар. Меѓутоа и за тоа дали треба редовни контроли и какви контроли да правиме за мозочниот удар, за да не дојдеме до таква состојба? За да не се дојде до таква состојба, редовни контроли кај кардиолог, одржување на соодветна диета, соодветна исхрана, контрола на крвниот притисок, контрола на мастите, за да не дојде до компликации од овој тип. Кардиоваскуларно. Во основ, да. За овие последните минути да ги искористиме за тоа со оглед на, нели, како што кажав, без разлика што си млад доктор и го имаш сепак искуството позади себе веќе во ургентните центри, кои ќе бидат советите до кои што ќе ни се дадат затоа што вие сте таму и гледате кои се најчестите причини поради што кои пациентите се соочуваат, дали со срцев удар, мозочен удар, дали повреди, дали губење на свест, кои грешки можеби ги правиме. Ајде малку за тоа во овие минути да дадеме еден конкретен совет до сите нас, вклучувајќи ме и мене, како треба да реагираме и што треба да правиме, за да си го зачуваме здравието. Да не се запоставува телото. Значи, сите ние го знаеме сопственото тело и секој еден сигнал, дали тоа е болка, дали тоа е нагон за повраќање, дали е некој друга промена која што отстапува од нормално секој невие, не треба да се запоставува и треба веднаш да се оди на лекар. Не значи тоа дека мора да се оди во ургентен центар, но да се упатиме да се упатиме во некоја медицинска установа да се направи соодветна контрола. Во основ редовните контроли и на времено доаѓање, превенцијата е тоа што треба да се спровере, затоа што многу потешко е да се справиме со последиците, кои што ние се бориме како доктори во ургентен центар, отколку да се превенира. Затоа што се запоставуваме ние. Незапоставување на своите симптоми. Така. Многу благодарам што бевте дел од нашата утренска програма, па да се надевам дека и повторно нели ќе се видиме за сето наше добро и совети еве вака за сите нас кои што сте добре дојдени од ваша страна. Ви посакувам долги години и успешна работа. Благодарам. Оливера, ние тука завршуваме. Ви благодарам за убавиот разговор и за сите оние нови работи што ги научивме како да препознаеме ургентна состојба и како да реагираме навремено.